како Македонија си да сме брзини. Адријана. Таа земја сега што ја чекорам. Таа земја пролет што ја буди југот. Таа земја своја не ја знам. Таа земја простете е туѓа. Рано тргам по фабрички друг. Бројам љубашки. Се тискаат, се ројат. Слејани сме со раце, со ум. Но земјава сепак не е моја. Над мојата земја в пролет сјај се блиска. Водопади грмат од сонце набликнато. Ја сеќаваш враце и за неа блиска и гледај кај скокум безброј цвеќа никнат. Над мојата земја до небото пирин се крева. Боровите в бура индијански приказни пеат. Над Охрид модрината во просторот се слева, а подолу уште на Егеот далги се леат. Сал ке си спомнам и крвта вмиг ке сјури во срцето кое се топи за спомнени нежни. Мој роден крај, крај личен, луам бури, боен со крв, среди главици мрежни. Да кажем дека оваа промоција требаше да се одржи во фоајето, во спомен домот Касино, но како што знаете, по сите безбедносни протоколи требаше со термометар на сите вас да ви се мери температурата, што не е страшно, но ние не смееме да ризикуваме, бидејќи откако ги почнавме подготовките за оваа промоција, на Крум Николовски од возбуда му се дигна притисокот, шеќерот во крвта и она што е најважно, температурата. Значи, да нема забуви, Крум Николовски пука од здравје, а за се што му се дига или не дига во последно време, има само еден виновник, преголемата возбуда. Ништо така. Сега предлагам авторот да каже нешто за книгата, за себе, за темата. Круне повеќе. Да почнем како овие политичарите. На митинзи, тоа е у раните 90-ти години, и се обраќа кон луѓето што дошле, а тој дошол со 2 коли, по 4 души, 8 и само 20 од југот. Ви благодарам на огромниот број што сте тука, а уствари само 20. И јас ви благодарам што сте тука, повеќе од 25. Беше дозволено 25, да сте живи и здрави. Ова книжка, Дврчки, неќе бидеше бел ден ако не беше Миле Кичец, што го викам, ја не зборам Милецки, него Миле Кичец. Тој ме убеди, ајде, викам, што ќе правиме бе на Завод Сонце, 68 години. Абе, вика, имаш ти материјали да издадеш уште 4-5 книги. И навистина имам уште 4-5 книги, меѓутоа двоев од пензијата и успеав да издадам ова книжка. Подобро е да издадеш книга, него да издадеш државата. И јас затоа со собствен труд издадов ова книжка. Па ако имате време може да прочитате. Прв пат почнав да пишувам кога имам 22 години, не, да објавувам, пишував порано, да објавувам на своји 22 години. Тоа е 1974. Па потоа правев паузи за опстанок во животот и откако се пензионирав, пишувам зврчки низ мојот жамоглед и пораки. Ги имам околу 200 и нешто. Ако е здравје, може да извадиме и некој од нив. Да спомнам и јас една пародија, таа не е моја, на Божидар Тодоровски Бодле. Песната Мојата земја почнува бидејќи Вапцаров пишувал на бугарски. Тази земја во која тъпче сега, тази земја не е моја. Простете, тази земја е чужда. А од Божидар Тодоровски Бодле, оваа дупка во која пропадна вчера, оваа дупка не е моја, туку на комуналното предпријатие. Добро, овде нема дупка. Значи, книгата е во 3 дела, се состави Кичец, пак не онај Милецки, него Ѓорѓиевски. Ја групираше вака во 3 дела. Историски зврчки, студентски зврчки и социјални зврчки. Јас, тоа се вистински настани
околу 90%, а мал дел, околу 10% е замислено како би било да било, ама видено од смешната страна, од хумористичната страна. Така да, овде, ако ги прочитате, некој може ќе се пронајде, ја на многу места од нив сум се пронашол, да не зборувам многу, па и не знам што да кажам. Ако 3 партии смени, Сојуз на комунисти, МАК, ВМРО, ама пак не биде за политичар. Ви благодарам на сите, дека победат. А сега малку биографски да го опишеме пред да дам еден скеч, една хумореска да представат Вучо Златковски и Адријана Димитровска. За оние што не знаат, Крум Николовски роден е 1952 година во село Шопјето, кога владеела голема диктатура, за што сведочи фактот што воопшто не е запрашан никога никаде да се роди. Кога се родил, бил во дилема дали да запее зошто си ме мајко родила на овој брдовит Балкан или пак да заплаче, па тој се одлучил да заплаче, искажувајќи го својот тревог што е роден во Западен Балкан, свесен дека кога ние ќе влеземе во Европската Унија, таа ќе биде цела. Нема да и фали слепо црево. Адријана и Лупчо е без попиност. Ето, несреќа моја, готово е. Што е готово? Што е готово, бе, женичке? Абе, да не започнаа русите и американците некоја војна? Абе, ајде, бегај, оставија политиката. Најпосле и нам ни се наспрем да среќате. Најпосле, фала му на Бога. Што думаш? За каква среќа зборуваш, мори жена? Па таа од нас бега како ѓаволот од темја. Бега, ама види, читај. Читај, сигурно ќе те примат. Исполнуваш сите услови. Види, еве ја нашата среќа. Доста се вмачевме 3 години откако го ликвидираа твоето предпријатие. Ако ќе те го земеш годишниот одмор. Грција, Албанија, Бугарија, уживанција. Полека, бе, жено, полека, од кај ти е овој вестник? Па нели знаеш дека последен пат купивме вестник пред 3 месеца и тоа од неговото предпоследно поскапување? Не се секирај, го зедов од кај Митра комшиката кога мефле кафе. Не си талчева пари. Добро, хајде да видиме. Читај. Конкурсната комисија на ОЗТ Ангрослама распишува конкурс за прием на еден високо квалификуван машинбравар. Кандидатот да има 5 годишен стаж и да е евидентиран во Заводот за обработување. И ништо. Уште денес ќе одам душичке. Оди. Заминувам во нашиот спасител Ангрослама. Ајде, оди побрзо, ајде. Уште денес. Добар ден. Знаете, јас се јавувам во врска со вашиот оглас за машинбравар. Да, параме машинобравар со 5 годишен работен стаж. Охо, значи ги исполнувам условите. Повелете, погледнете. Да видиме, добро, документот дека сте машинобравар е во ред. Чекај, ама вие немате 5 годишно работно искуство, бе. Како немам, па јас во мојата бивша фирма, мислам на онаа што ја ликвидира, работев повеќе од 10 години. Па може би сте работели, господине, ама тука во книжката имате заведено стаж, еве 3 години. Извинете, ве молам, обидете се на друго место. Кај нас не ги исполнувате условите. Некој случајно да не сакат да каже нешто за Круме, да го искритикува, да ги испофали. Пред тоа, само да кажам дека Крум Николовски, како што сите знаете, е семеен човек,
односно се женил само еднаш во живот. А колку љубовници имал, само тој и неговите швалерки знаат. А и душка може знае. Се разбира ако се сеќаваат на него, а со оглед на годините и ако се живи. Или како што вели еден мој пријател, Круме е семе човек. Ја изневерува швалерката само со женам. Да кажа дека Крум Николовски совесно и навремено си ги извршувал своите брачни должности, за што има крунски доказ. Синот Маријан Николовски, новинар, уредник во телевизија Сител, и ќерката Даниела, лекар, специјалист, дерматолог. Даниела, јас имам информации дека конечно е продаден лек за вечно млада кожа, точно ли? Тоа само некоја фармацевска компанија може да ме лаже. А дури и да е пронајден лек за вечно млада кожа, тоа е предоцна. На нас македонците веќе ни одра. Маневски поводи за Крум. Драги пријатели, со Крум се знаеме повеќе од половина век. И тој како мене смени неколку работни места, неколку фирми, ама ќе го паметам како најуспешен инспектор. Успеа да сруши 12 гаражи кај зградата вика на Бродот, ама му остана само една многу вредна. Нешто рече се правда, наликувала на штала, па не смеел од говедото да ја руши. Како и да е, гаражата до ден денеска стои, ниту Малешевски, ниту тој по него не смее да трепне. Ама Крум за тоа ќе ни напише хумореска во новата книга. Го поздравувам. А сега уште една хумореска од Сврчки. Само излегнете малце понапред, пошто темните таму. Сам. Добро. Самуил Македонски цар. Историчарите велат, водат бесцелен спор за тоа чиј цар бил Самуил. Јас како познат и признат, само од мене, расветлувачи на многу историски цврчки, решив да го расветлам и овој случај. Непобитно е дека Самуил бил македонски цар. Овде ќе наведам само 4 од многуте докази за тоа. Прво, братоубиството. Кога кнезот Брсјачки Кољо, попознат како Никола, почувствувал дека му се ближи крајот, една вечер пред легнување му рекол на Давид: Синко, ми се ближи крајот. Од Божик ти ќе бидеш цар, бидејќи си рајстар. Мислел дека другите синови одамна заспиле, но не било така. Најмалиот Самуил, стуткан под покривката од мечкина кожа, слушал. Кај него проработил македонскиот ген за братоубиство, па така во една борба со војниците на Василий II побарал помош од непријателот и ги убил своите браќа Давид, Мојсеј и Арон. Се вратил дома и на татка си му рекол дека тие загинале во неравна битка, а тој успеал некој да се спаси. Второ, пијанчењето. Никола починал, а Самуил, како единствен наследник, станал цар. Во битката на Беласица, така пишува во историјата, а таа била во селото Водоча, Самуиловата војска ја победила војската на Василий II. Занесени од победата удриле на пиење и сите станале ќорќутук пијани. Пијанчењето, особено кога е бесплатно, е типично наша македонска особина. Трето, ослепувањето. Кога византиските војски, кои патен биле десеткувани, виделе дека Самуиловите војници се ќорќутук пијани, ги заробиле без борба и им рекле да бидат мирни, отиќе им ги валат очите, а на секој стоти ќе му постават по едно око. Македонска работа, секој себе си сметал за стоти, па сметале дека подобро е не да ми остане едно око, а на другите да ми ги изведат двете. Четврто, бегството. Кога ослепените 14.000 војници дошле кај Самоила, тој го јавнал конјот и избегал во преспа.
Што подалеко Струмица, толку подобро. Бегствата во одлучни моменти исто така се македонски особини. Еве, горе наведеното јасно дека кажува дека Самуил бил македонски цар. Јас мислам дека Круме не каже се што имаше да каже, пошто покрај оваа книга моментно работи доста активен на Facebook со нови зврчки, а пред тоа да кажам дека Круме ми испофали мене, сигурно поради мене, а не поради мојот пријател од Кичево Зоран Кичеец, ама нема врска, и јас сум Кичеец, ама постар од него. Во оваа книга покрај мене во реализацијата учествуваше и една мала одбрана екипа. Кориците на оваа книга ги работеше нашиот најнаградуван и за мене апсолутно најдобар карикатурист Јордан Попилиев. Исто така Јордан Попилиев има 3 прекрасни илустрации внатре. Коректурата и средувањето на текстот го работеше Христина Делска, а сето тоа после го упакувавме во печатницата во Велес, Унистра. Круме, мислам дека време е повторно да кажеш нешто, па ако не речи пријатно. Јас ќе кажам, тоа не е моје, ама малку Илијевски зборуваше за пијанството. Како вика на странец ќе му објасниш дека дрво, земја, камен и дарска е градежен материјал. Дека не е градежен материјал, туку тоа е фази на пијанство. Кај нас. Значи дарска, дрво, камен, летва не е градежен материјал, него фази на пијанство. Колку до која ниво човек пијан. Има бетон се вика, пиво и ракија, бетон. Бетон ли е? Имаш многу поголемо искуство од мене, ти признавам. Иначе при рушењето, да не го спомнуваме, тоа беа околу 40 објекти, а тоа што остана гаражата, говецка работа. А сега уште еден скеч од сатиричните цврчки на Николовски, иначе имаме ние доста дилеми околу тоа дали е цврчки со З или со З. На крај, после многу консултации, книгата го доби насловот Цврчки со З. Иначе цврчки како збор секаде означуваат различно значење. Јас сакам Круме да ви каже што значи на Делчевски за ова подрачје, пошто јас знам во Кичево цврчки викаат за очи и цврчки викаат за наочари. И некој ако се налути и ќе ти рече ако не излезеш на гласање и не гласаш за власта, ќе ти ги звам цврчките. И за опозицијата тоа значи по Западна Македонија цврчки е очи, наочари. Ке не зрцалат. Да. А што значи цврчки на Делчевски? Пред да ја прочитаме Помореска. Видете, тоа е нешто кога сакаш да објасниш, ама да е засукано, завртено, Да не те разбера. да не се разбира и не знам нети диалекти толку ги разбирам јас, меѓутоа кога нешто ќе му кажуваш некому, а да му текне отпосле што е тоа што ти сакаш да му го кажеш. Србите викаат за кукујено, за мумуљено, а ние бевме многу време со нив, па тако потребуваме и нивни зборови. Да помогнам малку. Може? Да помогнам во објаснувањето на цврчките. Може, ти си со многу големо искуство. Од Работивишки, по локалниот наш говор. Абе, Круме, кој ќе ти мане на цврчка, ќе ти се заврти свеста. Е, това е цврчки. Чеврлига ќе му излезна. По извршениот детален претрес и распит на сведоците, судот заклучи дека Трпе Трајковски е виновен за стореното дело, опишано во обвинителниот акт. Имено, кај обвинетиот е пронајдено поголемо количество пропаганден материјал, чија содржина е од таков карактер што
ги напаѓал и го напаѓал нашиот туризам, туристичките работници и угостителите. Одел дури до таму што ги нарекувал джелати, кожодерачи, современи индијански скалпелисти. И покрај сето тоа од исказите на сведоците се гледа дека на секој чекор држал пламени говори со кои ги одвраќал луѓето од помислата да летуваат во нашите туристички места. Со тоа тој придонесол да отпадне интересот код нашиот одличен туризам. Согласно Законот за туризам, член 101, став 4, точка 13, обвинетиот вршел недозволени антитуристички действија и согласно Кривичниот законник, член 56, став 11, точка 3, за ваквото дело се изрекува следната пресуда. Сега ќе ве молам да станете. Обвинетиот Трпе Трајковски треба на свој трошок да престојува 15 дена во еден од нашите туристичко-гостителски објекти. Летувањето да го изврши фамилијарно со супругата и 5 деца. Против пресудата нема право на жалба и истата стапува на сила веднаш. Милост, господине судија, милост, свети суде, јас не сум вршил никаква антипропаганда. Поучен од минатогодишното собствено искуство, сакав само да им помогнам на моите другари и пријатели да си ја зачуват својата кожичка, да не се попарат како мене. Се согласувам